давам свој осврт по предлог точката денеска која што имаме на разгледување и во интерес и на советниците и во интерес на јавноста. Урбанизацијата на Урбан блок 38 ја донесе општина Струмица пред скоро 2 години со цврста намена да ги гарантира спортските терени и објекти во делот на урбаното подрачје на градот Струмица, во непосредна близина на градскиот стадион, спортската сала, се со цел да го зачуваме овој простор како спортски намени. Целата постапка за подготовка на парцелата за јавна лицитација на барање на потенцијален инвеститор беше подготвена од страна на општина Струмица и објавено од Министерството за транспорт и врски. Инвеститорот за изградба на објект на Пандев, господинот Аџискерлев, поднесе барање за купување на парцелата и парцелата ја купи со почетна цена од 900 денари, дополнителен чекор на лицитација од 100 денари, во вкупна вредност од 1000 денари по метар квадратен, односно плати преку 12 милиона и 200 илјади денари за парцела од 12.200 метри квадратни. Се работи целосно за постапка согласно законот, кој што важи за сите граѓани, така важи и за нашата фудбалска звезда Горан Пандев, кој што на еден целосно еднаков начин, како сите граѓани, по пат на јавна лицитација, ја купи парцелата и денеска таа парцела е во собственост на член на неговото семејство, но за реализација на идејата на нашата фудбалска звезда Горан Пандев. Надоместокот за уредување на градежно земјиште се регулира на два начини. Едно е со цената, која што утврдува Советот на општина Струмица, и таа е 3800 денари, и другото е со коефициентот, согласно намената, за која што се дефинира секој објект. Значи, цената е утврдена од страна на Советот 3800 денари и важи за сите граѓани. Коефициентите ги утврдува Министерството за транспорт и врски. За отворени спортски објекти, коефициентот е 30% од оваа вкупна вредност. За затворени спортски објекти, покриени спортски објекти, коефициентот е 50% од овие 3800 денари. Едниот дел за можноста да ВМРО ДПМН директно помогне, не само за Горан Пандев, туку за сите спортски објекти, е директно влада да го промени коефициентот од 0,3 до 0,0. Тогаш би имало 100% ослободување на ваквите спортски објекти. Апсолутно државата, односно владата на Република Македонија, предводена од страна на ВМРО ДПМН, сепак трезвено донела одлука дека коефициент 0,3 или 30% за отворени спортски објекти треба да остане. Иако овие правилници во последните 5,5 години се променети на повеќе од 6 пати, сепак за спортски намени коефициентите остануваат исти. И тоа треба да биде така и да не се менува од прости причини, што и овие објекти се за комерцијална намена. Овие објекти во иднина, без разлика кој ќе ги гради, ако е приватен инвеститор, ќе има приход од ползување на ваквите објекти. Истовремено, во разговор со инвеститорите, кои што беа во општинската администрација, јас како градоначалник денеска прифатив ова барање да го проследиме до Советот. Апсолутно одлуката е на Советот на општина Струмица. Но морам уште еднаш да потенцирам, иако страна на комисијата беше кажано. Вкупната вредност на надоместокот за уредување на градежно земјиште, согласно пресметката која што е направена, е 16 милиони 693.400 денари. Се бара ослободување за 50% од страна на инвеститорот за делот на фудбалскиот стадион. Значи, од вкупно 16 милиона 693.400 денари, само стадионот по пресметка е 8 милиона 19.900 денари. Ние денеска зборуваме за ослободување на надоместокот само на делот на стадионот. Јас сум 7 години градоначалник, прв пат дебатираме за приватна иницијатива за ослободување од комуналија. Сакам да нагласам дека изградбата на спортски стадион не значи само просто посејување трева. Има градежни активности кои што значат ископ на хумус, целосно дренирање на простор, насипи, повторно постилање на плодна почва и сеење на трева. Но сепак нема високи градби, внатре како што е остатокот од делот на проектот. Тоа се причините зошто денеска јас како градоначалник прифатив 50% ослободување на делот од вкупниот проект кој што се однесува само на фудбалскиот стадион.
Иако знаеме дека во иднина таму ќе тренираат наши деца, деца од Струмица, Струмичкиот регион, целосно и апсолутно тоа е најклучното оправдание зошто денеска прв пат општина Струмица се прекршува, се дрзнува великодушно да даде ослободување од 50% на овој објект. Се работи за спортот и идните генерации од целиот Струмица и Струмичкиот регион. Токму таа и причината која што вториот предлог беше нотирана. Заради спортот, заради здравјето на младите луѓе и слично и заради можноста да израстат уште еден куп вакви меѓународни спортисти од нашата Струмица. Апсолутно во барањето стои барање од 50%. Секако дека ниту формалниот инвеститор господинот Аџискерлев, ниту нашата фудбалска звезда Горан Пандев нема да се лута ако се даде 100% ослободување. Но општина Струмица е должна честно да размислува за сите. Јас само ќе кажам дека сите цркви, сите џамии, сите институции од верски карактер плаќаат комунали. Болницата плати комунали, градинките плаќаат комунали, школите плаќаат комунали. Таму се нашите деца и се навистина објекти од јавен интерес за сите. Единствено општина Струмица, мислам дека во претходниот мандат ја има ослободено владата на Република Македонија за одредени спортски објекти. И тоа е ослободување кон владата. Прв пат денеска носиме ослободување за приватен инвеститор. Апсолутно и е вредно, и е за почит, и е за поздравување идејата Горан Пандев да гради во неговата и наша општина Струмица. Така е редот и се пушта огромна силна порака до сите млади кои што се сега наши меѓународни спортисти да го следат неговиот чекор за и тие да инвестираат во својата општина Струмица, од каде што станале вакви врвни спортисти, но пораката стига и до сите оние деца кои што допрва тренираат и во иднина. Дај Боже повеќе од нив да станат врвни меѓународни спортисти, никогаш да не го заборават своето родно каче. Но ние зборуваме за комерцијален објект кој што ќе носи приход на некој. Токму заради тоа предлагам првиот предлог кој што е доставен од страна на барателите, односно инвеститорите, за ослободување од 50% да остане, а при тоа политизацијата секогаш сите политичари во Струмица сме се труделе Горан Пандев да не го инволвира. Се надевам дека и денеска нема да дозволиме да го инволвираме, правејќи едно добро. Не само кон Горан Пандев, ние како општина, туку и кон сите нови генерации млади струмички фудбалери кои што се потенцијални корисници на приватниот објект кој што ќе се гради новата парцела. Уште еднаш потврдувам, се радувам на ваква инвестиција заради тоа што се случува во времето кога јас имам мандат како градоначалник, но знам дека се радуваат и сите струмичани заради тоа што е едно трајно добро, од кое што да, некој ќе управува во комерцијална намена, но сите сме свесни дека ќе биде на располагање на сите граѓани од Струмица и целиот Струмички регион. Заради тоа апелирам да обстоиме на предлогот кој што беше даден во функција да не генерираме потреби за сите. Заради тоа што токму тогаш го отвараме прашањето дали Советот треба да дискутира сите да ги ослободиме од комунали. Насушна потреба е и дом на главата на семејство кој што прв пат создава дом за себе. Дали и нив треба да ги ослободиме од комунали. И дали, ако сите ги ослободиме од комунали, да ги ставиме и катанците на вратите на општина Струмица. Сепак, мислам дека ова е големина, која што денеска прв пат се случува. Пуштаме силна порака кон сите општини, кон цела Македонија, дека се случува деломно ослободување од комуналиите во знак на поддршка на прекрасниот проект кој што има намера нашата фудбалска звезда Горан Пандев да го реализира во неговата и наша Струмица.